Вака, да не биде повеќе. Ја ќе вака да ви кажам добар ден, почитувани. Ова ќе го пуштам веројатно после некој ден. Значи тука во оваа банка човекот што ме нападна на денот на Великден, кога во убавиот прекрасниот парк што е во центарот на градот, да, беше направено се со видовте тие што го виделе видеото како беше. И од тој момент, од утрената на така, значи не знам колку се поминати, може би денеска што сме ден петок или сабота, мислам да. Така да, до денеска го чекав, пошто јас не сум човек во животот, нити сум морил по судови, нити по полиции за некакви кривични работи, да. Тоа што еднаш монструм ми нешто пробаа да ме наместат во суд пред некои 4 години, па еве ги стигнаа да ме наместат, значи местен, кога се покажа на крај и јавниот обвинител кој на крај сакаше тоа да го едноставно да ги види сите мои докази, да не че да синко ти си наместен. Да, за тие монструми изборувам, но еве многу брзо ги стигна карбата, ги фатија како продаваат дрога, па со многу оружје, муниција дома. Но нема и за тоа да зборувам, значи човекот што мене ме нападна тој ден и од утрената веќе со кишпева имам такви проблеми што ми појде и на нога и еве прв пат денеска и доле. Да. Си реков, можеби ќе ме побара да ми се извини, бидејќи тој се вика Демири. Вака, потоа што кога јас лично дознав, не полицијата, отидов кај човекот што тука го видов, го познав што седеше со него. Па тој ми посведочи кој е, јас не го познавав, од Амдуш Демири, брат, Джелал, да, Джелал Демири, работел како обезбедување во таа банка, сега што ја покажав. Здраво, не гледам кој е, али окей. Така, значи до денеска мислев дека ќе ми се јави, ќе ме побара преку луѓе и да се извини за неговата постапка. Бидејќи не се ни извини, да, а јас имам такви проблеми, во понеделник треба да правам сега повторно КТМ и значи ќе му следува тужба. Дефинитивно да. На него за тој тамо овчарот во болницата не сакам да се замарам, нели, не сум јас за тужби, бидејќи ете фала на Господ немам ништо, нели, а овај со тоа што би го направи кога ми го петкаше телефонов и тука мене кога ме 2-3 пати погради, па ще може да подигне и рака и бокс, такви психопати се може да направат. Го имам алстато веројатно во тој момент. Ја имам алстато кишпада, алстато поднашински, медицински. И кога и медицината че знаеше, значи јас од тогаш пијам лекарства, 4000 денара ги купив, што би ги даде ортопед ми ги даде, меѓутоа ништо. Така да, почитувани, ете, ова видео е за да знаете јавно кој човек ме нападнал, да, како го спомнав Джелал Демири, да, полесно ми е од негову брат Амдуш Демири. Ете така почитувана од Гостивар сега. Почитуван Гостиваре, почитувана Македонија. Ова веројатно ќе го пуштам и на мојот YouTube канал. Значи, следете ме сите. Понатака, се што објавувам за било што на Facebook, ќе го објавуваме на YouTube. Бидејќи од таму може тоа да се монетизира. Зошто? Бидејќи за таква гледаност, огромна голема гледаност, Фејсбукот за Македонија не плачал ништо. Јас во неколку видеа уште во стартот реков дека јас никогаш нема да земам пари од ова нешто. Меѓутоа нешто популарно довербата во мене од цела Македонија и сите кои се во странство е толку голема што тоа е нешто невозможно, да. И секако луѓе бараат секакви помошти. Значи, да се донира, да се помага секаде и за сето треба пари. Па зошто да не земам пари од тоа кои секако и тие дел од тие пари ќе одат исто во донација за секакви луѓе на кои им е потребно. Да. Бидејќи секоја потреба на луѓето кои нешто бараат, првото и последно нешто се парите.
Така да и вие кои тамо ќе ме заследите, кои премногу сте и на Facebook, и секојдневно има постовници нови, значи заследете ме на YouTube. Заследете ме на YouTube. Тоа ќе биде и ваш добар гест, значи стана со тоа следење на YouTube, значи со тие објави кои ќе биде гледани, да. Јас ќе заработувам секако преку вас, значи со тоа и вие сте во случајот донатори. За X случаи каде што ние со тие пари ќе помагаме. Дали се разбирам? Бидејќи преку Фејсбукот, да, гледаност има голема. Пола милионска, можеби и милионска, ако сакам да пуштам некои работи да стине. Меѓутоа, јас тоа што сакам, значи, сакам правдата и вистината. Може да стине некогаш и 5 милиони нешто, ако институциите не функционираат, тогаш џабе стигнало, нели? Меѓутоа, јас сега сакам да ви кажам за ова, бидејќи премногу има беден народ, болен на народ, на кој што секако се тоа треба со пари да се помогне. Па зошто да не им, ете, и јас преку вас, секако тоа ќе биде и ваше хубаво дело, кога вие ќе ме заследите на YouTube. Па за некој месец дели кога сите ќе се префрлиме тамо, бидејќи тамо се уште јас немам поставено монетаризација, дали да земам пари. Тоа кога, нели, повеќето од вас ќе го заследат да има тамо гледаност како што имаме на Facebook, тогаш ќе го уклучиме тоа. Не, јас не се разбирам. Луѓе што се разбираат ќе го уклучат тоа за да, ете, едноставно се земаат од некаде да има прилив на пари, кои секако голем дел од тие ќе одат во донации. Ете така, гостиваре, Македонија, а и сите кои сте во странство. Сите добри луѓе, прекрасен ден, многу здравје.